Денеска е 4 ноември 2019 година. Сезона на аерозагадување. Искрено на почетокот, ќе ве замолам сите да се свртите и да ги земете картичките од вашето седиште. Тоа не се обични картички. Секоја од нив има моќ да израсне во растение. Тоа е пркос, брзорастечко растение, отпорно на различни временски услови. По завршување на настанот, ве повикувам да направиме голем еко предизвик и сите вие да го засадите ова растение во околината на вашето живење. Ајде сите да превземеме иницијатива и да направиме нешто добро за заштита на животната средина. Време е за акција. Рузвелтова не подсетува дека сме веднаш до центар, но слободно можеме да кажеме дека Карпош е срцето на Скопје. Драмски не враќа во минатото, со неговото бифе кое некогаш представувало символ на урбаната култура, а денеска е сведок на новото време. Ова општина може да раскаже многу приказни. Особено ми е драго што оваа година ја вративме приказната за Сокол и повторно имавме полни трибини со млади, средовечни, но и повозрастни граѓани. Одбележуваме 43 години на општината која е символ на светската солидарност, збир од различни националности кои функционираат како едно ткиво. Римска, Њуделхиска, Атинска, Осло, Московска и останатите не подсетуваат дека светот ни помогнал токму тогаш кога тоа било најпотребно. Впрочем, финските бараки се речиси обележје на една од најубавите населби во Скопје, Тафталич. Почитувани карпошани, среќен сум што од 43-тиот роден ден на општина Карпош можам да соопштам дека Партизан се враќа во наше владение на општина Карпош. Во прашање се денови на доделување и завршување на сите формално правни процедури. Ова е победа на урбаното и модерното. Ова е и победа на традицијата, победа на спортот, победа за Партизан како препознатлив бренд на Карпош и на нашиот град Скопје. Искрено се надевам дека токму Партизан ќе биде споменик на новото време. Тоа е повеќе од спортска сала и објект. Ќе го вратиме обележјето на една цела генерација карпошани кои години ве стравуваа дека и Партизан ќе настрада од насилната урбанизација. Карпош ниту почнал, ниту пак ќе заврши со мене. Карпош секогаш почнува и завршува со граѓаните. Ние сме нивен сервис, партнер и поддршка. И тоа не треба никогаш да го заборавиме. Нека ни е честит денот на општина Карпош. Посакувам Карпош да продолжи да оди напред, да биде лидер, не по задолженост, туку по капитални проекти и инвестиции. Карпош заедница за сите. 43 години со љубов за Карпош. Продолжуваме заедно. Благодарам.